Почитувани колеги, благодарам за присуството на денешната пресконференција на ВМРО-ДПМН. Владимир Милчин денеска се стави во улога на портпарол на Социјалдемократскиот сојуз. Господин Милчин, не ви личи да употребувате толку низок речник. Ние не фабрикуваме и не измислуваме. Ние читаме што Бранко Црвенковски спроведува. Сорос Македонија ги корумпира медиумите и невладините организации. На Сорос Македонија не им е прв пат да финансираат политички кампањи во интерес на Социјалдемократскиот сојуз. Но почитувани, исто така, денеска македонската јавност заслужува да дознае дека ГЕМ не постои ни формално, ни правно. ГЕМ не е ниту регистрирана невладина, ниту има своја жира сметка, ниту пак има свое финансиско работење. ГЕМ е само под програма, неформална група во рамките на Сорос Македонија. Во името на ГЕМ досега сме виделе 6 луѓе. Сите 6 идеолошки блиски до Социјалдемократскиот сојуз. За оваа година Сорос Македонија има предвидено 310.000 евра за ГЕМ. Но почитувани, сите трансакции не ги прави ГЕМ, но ги прави Сорос Македонија и затоа господинот Милчин е многу нервозен. Поради ова, треба да ја каже на јавноста колку пари тој добива од Сорос и колку пари добиваат неговите политички и идеолошки другари и нивните најблиски роднини во Социјалдемократскиот сојуз. Господине Милчин, немој да бидете нервозен, сите ние се бориме за транспарентност, прифатете го тоа. Почитувани, проблемот е во тоа што вие од Сорос Македонија, а веројатно без да знаат вашите претпоставени, трошите огромни средства, плаќајќи новинари и медиуми, ама тоа го правите исклучиво селективно. На тој начин ги терате новинарите да работат во согласно со вашите идеолошки и политички убедувања, а спротивно на новинарските правила. Ете, тоа е, господине Милчин, корупција во медиумите. Појлете ли имате прашање? Кој ви е коментарот за најавениот митинг на Обединените за Македонија за денеска попладне? Не би го коментирал Љубе Бошковски. Премногу сериозна е оваа пресконференција, се занимаваме со него денеска. Дали планирате да се извините за изнесените невистини во врска со Борјан Јовановски и Не знам колку сте запознаени, но јас би замолил и вас и сите останати ваши колеги овде да ја пуштиме снимката интегрално од вчера, во која што во ниеден момент јас, ниту пак некој од ВМРО-ДПМН го спомна медиумот кој што го спомна вашата колешка, емисијата која што спомна вашата колешка и новинарот кој што вие пред малку ми кажавте. Поверете, дали имате други прашања? Ви благодарам.